Почитувани гледачи, добро дојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Еве што ќе гледате во нив. ЈСП со апел не ги уништувајте автобуските постојки. Скопје Сити Мол нуди богата програма од 4 до 6 октомври за својот прв роден ден. Со ова е Вагнер на 5 октомври започнува новата сезона во македонската опера и балет. Директорот на јавното сообраќајно предпријатие Мишо Николов револтиран од начинот на кој скопјани се однесуваат со новите автобуси и автобуски постојки. Апелира до патниците: не уништувајте се што е ново и убаво. Возете се одговорно и плаќајте билети. Прилог на Елизабета Дамјановска. Како и многу пати претходно, скопските хулигани повторно го покажаа своето невоспитание. Овој пат жртва на вандализам се новите автобуски постојки. Од вкупно 70 поставени автобуски постојки, 10 се уништени, испишани се графити, а информативните плакати се искинати. Испровоциран од недоличното однесување, прецен на младите скопјани, денеска директорот на ЈСП Скопје Мишо Николов преку медиумите и се обрати на јавноста. Проблемот е вандализам, односно досега имаме искршено околу 10 стакла на автобуските постојки, а особено проблем ни представува пишувањето по автобуските постојки, односно пишувањето на графити. Некои од тие графити се уметнички дела, меѓутоа не име местото на автобуските постојки. Би сакал да ни помогнат и самите граѓани да ги одржуваме успешно овие автобуски постојки. Во нашето предпријатие направена е програма согласно која 2 пати годишно ќе бидат обновувани овие информативни плакати, меѓутоа не знам дали ќе биде тоа доволно и затоа апелирам да тоа граѓаните помогнат во одржувањето. Не се само автобуските постојки мета на вандалите. Девијантното однесување се одразува и врз новите двокатни и нископодни автобуси. Дувалките за клими се извадени, а столчињата искршени. Николов, како најкритични автобуски линии со најголем број на оштетени автобуси, ги посочи 2 и 55, односно линиите на кои се возат патници од мешан етнички состав. Изминатиот период имавме доста уништени столчиња, искинат штоф, искршени дувалки за клими. Ние се трудиме сето тоа да го санираме. Дури во текот на летниот период, во август и на почетокот на септември, имавме една голема акција заеднички со производителите на автобусите за обнова на интериерот внатре во автобусите. Не можеме да ние обновуваме колку што граѓаните можат да искршат. Покрај со вандалите, ЈСП има проблем и со неплаќачите на билети. Директорот Николов посочи дека средствата од продажба на билетите се клучни за одржување на автобусите и автобуските постојки. Токму од таа причина започнува голема кампања: користи јавен превоз и плаќај билет. Постои една сериозна обврска, тоа е да се обновуваат и чуваат овие автобуси. За да се прави тоа, нормално потребни се финансиски средства. Заради тоа, од утре ние започнуваме со една кампања каде што ќе биде објаснето што значи да се патува без билет. Значи кои ќе бидат санкциите за патниците без билет. Кампања користи јавен превоз, плаќај билет. Целта е секој да си плаќа билети, за да можеме ние со тие финансиски средства да ги одржуваме автобусите. Возниот парк на ЈСП Скопје се обнови по пауза од долги години. Не уништувајте ги автобусите, затоа што и самите вие ќе треба да седнете на некое од искршените столчиња. Општина Аеродром продолжува со реконструкција на паркиралиштата кои се наоѓаат на нејзина територија. Градоначалникот Коневски најави реконструкција на 4 нови паркиралишта во населбата Острово. Станува збор за обнова на 4 постојни паркиралишта меѓу зградите по должината на улицата Владимир Комаров, во вкупна површина од околу 5000 квадратни метри и со вкупен капацитет од 135 паркинг места. Обновата ќе опфати замена на асфалтниот слој со нов. Реконструкцијата на 4 паркиралишта во оваа населба се очекува да заврши до крајот на годинава, а средствата во висина од околу 6 милиони динари се обезбедени од буџетот на општината.
Паркирањето на паркиралиштата ќе биде бесплатно за жителите на оваа локација. Во општина Аеродром досега се изградени вкупно 17 нови паркиралишта со над 2000 нови паркинг места. Од утре стартува првиот роденденски викенд на Скопје Сити Мол. Трговскиот центар овој викенд нуди богата програма и бројни активности. Менаџерскиот тим денеска информираше дека од отварањето па досега трговскиот центар има пречекано и испратено 8 милиони задоволни посетители од земјава и регионот. Андријана Димитриевска. Измина точно една година од отварањето на најголемиот трговски центар во Македонија, кој пречекал и испратил 8 милиони задоволни посетители од државата и регионот. Од утре па до 6 октомври стартува првиот роденденски викенд на Скопје Сити Мол. Поставените цели од минатата година да се биде повеќе од само трговски центар, во кој сите посетители ќе уживаат преку најразлични содржини и активности, од шопинг до забава, Скопје Сити Мол со сигурност ги постигнал, изјави денеска менаџерскиот тим на овој трговски центар. Доказ за тоа се 8 милиони задоволни посетители, 125.000 фанови на социјалните мрежи, милион испиени кафиња, 160 изгледани филмови, 350 детски родендени. Поставените цели од минатата година, односно да бидеме повеќе од само трговски центар, во кој сите посетители ќе уживаат преку најразлични содржини и активности, од шопинг до забава за буквално сите возрастни групи, Скопје Сити Мол со сигурност ги постигна. После цела година сметам дека сме доста координирани и веќе може да размислуваме како во иднина ќе им понудиме на нашите гости дополнителни содржини од забавен па и едукативен карактер, со што Скопје Сити Мол ќе добие комплетен имидж на вистински светски лайф центар. Под мотото на кампањата Скопје Сити Мол прв роден ден, прв избор, прославата започнува во петок, каде акцентот е ставен на модата и шопингот, за кој прва асоциација на сите граѓани е токму Скопје Сити Мол. Понатаму под истото мото вториот ден за прв пат Скопје Сити Мол е домаќин на традиционалната манифестација во организација на општина Карпош Ем умеам, ем можам. Манифестацијата ќе започне во 11 часот, а ќе трае се до полноќ. Како кулминација на забавата ќе биде прикажаното кратко документарно видео со Сашко Коцев, а потоа следува музичкиот настап на шармантниот Петар Грашо. Вториот ден, освен многу активности, нуди и добра забава за најмладите со дружењето со херојот на Скопје Сити Мол, верниот другар на сите дечиња. Тешна цела година одлучив и јас да се придружам на најубавиот нашивач Сити Мол. И со мојата ветрина, мудрост, брзина, се разбира сила, ветувам дека ќе видам тука со вас. А за крај, да ве поздрави вашиот супер херој! Министерството за животна средина и просторно планирање и Асоциацијата за чиста животна средина Ајде Македонија и оваа година продолжува да го спроведува проектот Македонија без отпад 2013. За таа цел на 5 октомври во сабота во рамките на проектот Македонија без отпад на целата територија на Република Македонија ќе се одржи националната акција за чистење на околината од отпад кој се наоѓа лоциран на несоодветни места. Овој проект ќе се спроведува со поддршка и соучество на државните институции, локалната самоуправа, јавните и комунални предпријатија, невладините организации, здруженија на граѓани и местното население. Целта на проектот Македонија без отпад 2013 е на 5 октомври организирано и што помасовно да се вклучат граѓаните и сите засегнати групи, да ја исчистат својата околина од отпадот што се наоѓа лоциран на несоодветни места. Заради поддршка на институциите за справување со неовластено isфрлање и складирање на отпад, граѓаните доколку забележат ваква активност во својата околина, може да се обратат на бесплатниот телефонски број за итни дојави 195 на Центарот за управување со кризи. Во насока на смирување на инцидентите помеѓу младите жители и поддршка на мултиетничноста и соживот на општина Газибаба, градоначалникот Тони Трајковски организира работна средба со представници од полициската станица Газибаба, представници од местните заедници Стајковци, Сингелич, Црешево, Виниче, Страченци, Смилковци, Црешево, Булачани и Раштак, на која присуствува и членови на Советот на општината.
На средбата се разговараше за инцидентите кои се случуваат на спортските надпревари и во автобусите на ЈСП Скопје со број 65, кои се обраќаат низ овие населени места и изнаоѓање начини како истите да се надминат. Представниците од полициската станица Газибава истакнаа дека е засилена полициската контрола во автобусите и во населените места каде што најчесто има инциденти, со што се намалил и бројот на инцидентите. Заеднички став на сите присутни беше дека треба превентивно да се делува во основните училишта, на родителите и на сите граѓани на средбите во местните заедници. На 5 октомври во сабота се отвара новата сезона во Македонската опера и балет. Новата сезона ќе се отвори со концерт насловен "Ова е Вагнер", по повод 200 години од раѓањето на композиторот Рихард Вагнер. Ова ќе биде прв концерт кој ќе се направи само со дела од еден композитор. Со концертот насловен "Ова е Вагнер" по повод 200 години од раѓањето на германскиот композитор Рихард Вагнер на 5 октомври почнува новата сезона во Македонската опера и балет. На концертот "Ова е Вагнер" ќе настапат хорот и оркестарот на Македонската опера и балет под диригентската палка на Оливер Балабурски, а солисти се Весна Гиновска-Илкова, Ѓорѓи Цуковски, Игор Дурловски, Борис Трајанов и Благица Поптомова. Идејата за овој концерт постои од поодамна, но сега конечно се реализира. По долги години ова ќе биде прв концерт кој ќе се направи само со дела од еден композитор, односно со дела од Рихард Вагнер. Ова е после долги години прв концерт кој ќе се направи само со дела од Рихард Вагнер. Со тоа даваме како една увертира, како еден почеток за навикнување на публиката на стилот на овој композитор, за понатаму да направиме една целосна опера. Станува збор за композитор кој не е многу често изведуван во светот, а еден од најголемите романтичари. Според диригентот Оливер Балабурски се работи за комплексен композитор, а за Игор Дурловски ова ќе биде четврти настап со дело од овој композитор. Се работи за еден комплексен композитор од секој аспект. Збориме инструментален аспект, значи оркестрацијски, музички и воопшто логистички, како да се поддржи организирањето на еден ваков концерт, а камоли оперска представа. Се работи за материја која што е релативно ретко изведувана токму поради ваквите карактеристики што ги има. Ова ми е четврт настап во кој што изведувам дело од големиот композитор и верувам дека нема да биде, не само што нема да биде последно, туку ќе поставиме, верувам, за брзо време некоја од помоќните негови опери, верувам, Парсифал или Лоенгрин, и ќе ми биде задоволство да видам исто така дел од екипата која што ќе постави дело од големиот мајстор на сцената на Македонската опера и балет. 200 години од раѓањето на Вагнер годинава се одбележуваат низ светските оперски сцени, а Македонската опера и балет се придружува кон глобалното чествување. Тоа го практикува и за други автори, па така во март годинава операта прослави 2 века од раѓањето на Џузепе Верди, со премиера на Атила. За двајцата мајстори на операта, Македонската опера и балет на 19 октомври ќе организира и меѓународна конференција Верди Вагнер. Погледнете кон минатото за да зачекурите напред. Читај книга и подари здравје е насловена хуманитарната акција на Градската библиотека Браќа Миладиновци Скопје за опремување библиотека и игротека на клиниката за детски болести. Настанот ќе се одржи во библиотеката на 5 октомври од 11 до 16 часот. Во улога на библиотекари ќе бидат јавни личности од културата, спортот, политиката. Тие ќе ги зачленуваат сите хумани луѓе кои ќе сакаат да донираат за клиниката, зашто приходот од членствата ќе биде за акцијата. За возрастни членарината е 250 денари, а за деца до 14 години е 100 денари. Тие што веќе членуваат ќе може да платат членарина која библиотеката ќе намени за деца од социјално загрозени семејства или за деца без родители. Покровители на настанот се сопругата на председателот Маја Иванова, градоначалникот на Скопје Коце Трајановски и на општина Чаир Изет Меджити. Настанот ќе биде збогатен со креативна работилница, мали креативци со деца од предучилишна возраст, кои ќе цртаат на тема лекарите били ангели, пријатели на децата. Од цртежите од работилницата ќе креираат сликовница која ќе биде печатена и дистрибуирана во игротеката библиотека на Универзитетската клиника за детски болести.
Утре во 19 часот во спортската сала Иван Хаджи Николов во Радишани ќе се одржи вториот концерт на меѓународниот детски фолклорен фестивал Оро без граници. На овој 22-ри реномиран детски фолклорен фестивал ќе настапат ансамбли од Турција, Украина, Словенија, Русија, Србија, Босна и Херцеговина, како и повеќе ансамбли од Македонија. Учесниците на концертот, односно на годинишниот детски фестивал Оро без граници, ќе бидат поздравени од градоначалникот на општина Бутел Петре Латиновски. Рајан Гикс од Манчестер Юнајтед стана рекордер по бројот на настапи во Лигата на шампионите. Спортските вести со Томислав Атанасовски ги гледате веднаш по рекламите.